Слаки, кравче моје, млекодавно, сега ќе ти раскажам една многу убава приказна за добра ноќ. Или кошмарна ноќ, сега зависи како ќе ја сватиш. Па види бе, Слаки, кошмарите се сега нормални, секаква слично со вистинските кошмари е сосема случајна, Слаки. Еве ја приказната, начули ги ушите, напрчи ги роговите. Си беше, Слаки, еднаш една мала земја која ја вика Република Северна Волкоебина. Прво беше нормална земја, па и направија војна, па после тоа дојде режим, па хибриден режим, па сега е џамити, нели, демократија со недостатоци. Знаеш како ти е таа демократија? Мека неолиберална диктатура. Шиемуга ѓура, што викаат овие комшиеве од север Србија. Сакаа да кажат со тоа дека земјава е со фалинки, што би рекле, нели, старите. Во таа измислена држава Северна Волкоебина, Слаки моја, имало многу фалинки. Фалинки во глата, фалинки у мозокот. Народот имал фалинки у џебот, преполна била со фалинки. Но оваа измислена држава, Слаки, била многу горда на своето судство. Имала такво судство, што представувала пример во светски размер. Значи, толку убаво, праведно судство имала таа северната, што просто правдата свршвала да биде задоволена во таа северната. Не ѓела во ниједна друга, нели, држава да биде задоволена, само во северната сакала да се задоволена. Ево, таа држава, Слаки, имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже пази, никако бе. Во таа држава, Слаки, се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли ајвар, нели, погрешка, нели, ако те намести суди или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели, да те наместат, нели, бум-бум, трас-трас, да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели. Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, Слаки! Слаки бе, абе у затвор бил бе. У затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам, обвинител. И фаќат српка бе, како може тоа да бе. И во неа постоел така наречен зелен имунитет. Ти си по ова зеленово, знаеш, она, нели, тоа. Знаеш ти тоа, како да со зелена тревичка и така. Например, како бил тој зелен имунитет, Слаки? Законодавството на таа земја не опфаќало членови на зелениот клуб на екологисти на таа Северна Волкоебина. И тоа е направено по урнек на американските војници кои не одговараат за сторен криминал во земјите домаќини, туку ги опфаќа само домашното право. Нели за зелениве, овие у таа државата најверојатно е надлежно Министерството за правда на Мадагаскар. Не на таа северната, на Мадагаскар, на Сенегал, на Чад. Таму е све зелено у ПМ, мислам. Ова измислена земја, Слаки, имала и уставен суд, и уставни суди имала, ама они биле ненадлежни за се што се случува. Надлежни, Слаки, да ти биле само за предметите на сјуприм лидерот. За примање на плата и за дрвење на седници со глупости. Може да се каже дека во оваа панафриканска земја немала уставни суди, туку усрани суди. Суди кои биле толку усрани и затоа се прогласиле за ненадлежни. Надлежни биле само за потрошувачка на тоалетна хартија, за друго не биле надлежни. И кога во собранието на таа Волкоебина бил избран некој си Таљо за председател на собрание со дигање, нели, на две раце во општ хаос, нели, со потпис на неовластен пратеник Мрси Мудовски, со десетици прекршувања на деловниот и уставот, усраниот суд на оваа Волкоебина земја се изјаснил дека тоа нема карактер на пропис и не може да биде предмет на уставна оцена. Инаку, кај нив уставни оценки, да ти кажам, се давале само на кучиња на изложба, но не на нелегален избор на председател на парламентот. Не, тоа е никако. Битно е
Како на шарком устои опашката, а ако е свиткана меѓу нозе, устраниот суд дава оценка 5, цац, цаци, б, шампион на Северна Волкоебина, така е кога судот суди нели без педигре. А оваа иницијатива е безпредметна, рекле од устраниот суд на оваа измислена држава од нашата приказна. Па да, само платата и привилегиите се предметни, а да се дискутира за некој од зелената елита кој е узурпирал демократијата, тоа не пали, не е дозволено тоа. Во оваа држава се отидено во 300 мајчина. И обичен, и апелационен, и уставен, и фудбалски суди, и суди за кучиња, и судот на судбината, се е испревртено, дури страшниот суд не функционира кај нас, оти да функционираше ке беше овде Рај Швајцарија ке беше, да функционираше страшниот суд, ама и тој и тука не работи. Се е испревртено, се наопаку, се погрешно, нема допир со правдата. Абе, кој видел лајер од правда, бе, Слаки, бе, правда има само во приказните, ама не и во оваа наша приказна, Слаки. Најголема среќа за сите нас е што ова е само приказна и земјата е од бајките. И судот е од бајките, Слаки. Само срањата останаа наши.